А во продолжение за еден настан кој што ќе ни донесе убави денови во Скопје, убави сладки денови, во петок и во сабота, пролетни медни денови на улица Македонија. Добро утро за нашиот редовен гостин, а и всушност домаќин, бидејќи ова е негова куќа. На оваа тема Венчо Билбиловски, еден од организаторите и наш познат медар, добре ни дојдовте. Добро утро и поздрав до гледачите на македонската телевизија. Венче пролетни медни денови во Скопје, на улица Македонија, во петок и во сабота. Што се ќе се случува на улица Македонија? Па видете, како и обично, сите саеми во ствари представуваат една дружба, еден спој на производителите и купувачите. Така да ќе биде интересно, бидејќи ќе има излагачи од сите краеви на нашата земја, значи со пчелни производи како што се мед, полен, прополис, млеч и други производи, меѓутоа со оглед на временските услови кои што налагаат и онака ладниот период што е, така да ќе бидат во прилог и многу мешавини, смеси на база на мед, прополис, полен и други пчелни производи кои поволно ќе влијаат врз здравјето на купувачите. Затоа овој саем во ствари како и сите други саеми покрај продажниот карактер ќе има и едукативен карактер, што значи купувачите ќе можат директно со производителите да контактираат, да се запознаат со нивните производи, со медот и другите, како што рековме, разни комбинации на мед и други производи кои што поволно ќе влијаат врз организмот, затоа што се уште, иако календарски сме во пролет, сепак зимата некако не се откажува, така да многу ни е потребен медот и другите пчелни производи за да се намалат тие компликации кај граѓаните. Како помина зимата? Кога веќе споменавме зима, кога ја споменавме зимата, сезона може да слободно можеме да кажеме дека зимата беше блага зима, што се одрази и на добриот развој на пчелите, што можеби од една страна и не е добро, затоа што во овој период би требало да биде некаде месец дена покасно, како што се значи развиени пчелите, него сепак сега се надеваме дека како да е времето ќе се отвори, ќе може пчеларите да ги сработат сите оние работи подготовки за првиот медобер, значи кога ќе почнува нектарот, да може да бидат пчелите спремни. Иако во овој момент значи се многу поразвиени во однос на другите години, бидејќи временските услови тоа го дозволуваат. Да, добро. Како е со нектар годинава? Имаме помалку, задоволни ли сте, повеќе со оглед на тоа дека зимата беше блага? Така. Па зимата беше блага и како што реков, значи рано процветаа џанките и дури некои цветови што се, така да пчелите се во добра кондиција за сега. Сега се надеваме дека нема да фатат некои мразови како што беше прошлата година некаде во април месец, во ствари овие времења кога паднаат температурите испод нула, така да ги изгори, значи да ги уништи сите цветови. Се надеваме дека ќе биде добро и ќе продолжи во тој тренд, што значи првиот медобер, тоа е багремот некаде околу 5 мај, во мај, значи збориме за овај регион, дека ќе можат спремни да го дочекаат пчелите. Значи очекуваме квалитетен мед. Да, квалитетен мед. Добро. Да. Видов на инсертите медова ракија. Поздрава од другите ракии дека е од мед. Па можеби и што се друго ќе има на штандовите, освен мед, да кажеме што се од медот. Немој да посакаш така денот да го започнеме. Да довршиме кога снека и ракијата, значи таа е исто добра како и другата, меѓутоа е по-питка и поздрава затоа што содржи пак еден одреден процент на мед. Што од други производи, само да кажеме дека на штандовите нема само класичен мед. Туку купувачите, освен што ќе може да си набават некои од производите, ќе може и да се информираат. Еве, например, јас прв пат видов сега дека има медова ракија. Например, колку пати сте ни гостувале. Ме козметички производи од мед. Ќе се информираат што се прави од медот, што ќе има изложено. Па од медот, значи ќе има изложени, како што рековме, сите видови на мед. Покрај тоа ќе има мешавини на мед, значи комбинација на мед, полен, прополис, мед, џумбир, значи разни смеси, разни комбинации кои што за овој временски период поволно влијаат врз здравјето на човекот. Исто така ќе има и доста креми кои што се правени на база на восок, на прополис, мед, значи чисто на природна база, а се многу здрави за заштита
за заштита и нега на кожата. Така да посетителите секако ќе имаат можност да се да се соочат со тие производи и да добијат правата информација за што служи и како директно од производителите. Затоа што овие производители што се, ние пчеларите што настапуваме на овај саем, сме регистрирани во Агенцијата за храна и ветерина. Медот е испитан биолошки, медот е во исправно состојба и ќе можеме да им кажеме на кој начин и како да ги препознаат вистинските од фалсификуваните медови. Така да ќе имаме онај тренд на едукативна програма со граѓаните ќе продолжи и тоа ни е нас целта, заштитувајќи ги нив, граѓаните да не земат фалсификуван или неисправен мед. Тоа ќе допринесе и за нас, ќе опознаат правиот пчелар, така да и ние ќе имаме бенефит од тоа, ќе може некако да се дистанцираме од тие фалсификаторите и ќе знаат тие од кого како да може да окупуваат вистинскиот мед. Тоа е најголемиот предизвик со кој што се соочувате, за сигурно петок и сабота да си дојдат граѓаните на улица Македонија и сите информации се што ги интересира ќе дознаат од вас. Имено медот може да се расипе? Па вистинскиот мед не може да се расипе, како што знаеме дека илјадници години мед постои, не се расипува, меѓутоа мед може да се расипе доколку е неисправен или е предвреме изврцан, она што викаме ние, уште не затворен, не ферментиран мед, тој постои шанса да се расипе и тогаш доаѓа до негово скиселување. Меѓутоа доколку правилно се извади медот од пчелите кога е он, така викаме, зрел мед, а тоа значи да во него количината на вода никако не смее да ја надмине некаде процентот од 18, па еве да речеме до 20, тоа е максимумот проценти на вода. Колку помала количина на вода има, толку е медот позрел. И така ако се чува во соодветна амбалажа, на соодветно место, медот има неограничен рок за разлика од другите производи. За крај што подразбира соодветно место, да биде темно, ладно? Па треба да биде температурата константна температура, така треба да биде и во темно, да се чува, меѓутоа не мора секогаш да значи, али температурата треба да е отприлика константна за да може да стои подолго време, да не се кристализира. Инаку природниот процес на медот секако е неговата кристализација. Тоа е еден од знаците дека медот во ствари е природен доколку кристализира. Сега има медови кои што порано кристализираат побавно, тоа зависи од што е произведен. Како да речеме багремовиот мед најбрзо кристализира, додека шумските медови покасно кристализираат, меѓутоа тој процес секако мора да се постигне. И доколку кристализира медот, еве како една препорака, убаво е да се користи како кристализиран, меѓутоа дека некој ако преферира да се врати во истата состојба, може да се загрее термички, али никако таа температура да не ја помине од 38 степени, еве максимумот нека биде 40, меѓутоа од 38 степени, да. Венче, да го заокружиме разговорот, сите што не гледаат, знам што ги интересира. Цената на медот, колку е годинава? Цената на медот... Се покачивте цената или си остана иста? Еве неколку години наред, исто во интерес на потрошувачите, а и нас како продажба, што се вика, години наназад цената е непроменета, таа е 600 денари и така ќе остане сега на овај саем секако, меѓутоа се надевам дека и на наредниот, меѓутоа доколку временските услови дозволат, доколку годината биде она што викаме родна, дури цената може и да се намали. Цената. Се зависи од тоа какво време ќе имаме. Се зависи од тоа какво време ќе биде. Пред некој ден платив 2 цедени сока на улица Македонија, 600 денари. Помешани со вода, така да верувам за цената на медот 600 денари тегла квалитетен мед не треба да дискутираме. На крајот на криштата сепак одлучуваме ние сами за сопственото здравје, дали ќе платиме 2 полуцедени сокови 600 денари или ќе земеме една тегла квалитетен мед која што можеме со месеци да ја иначе ако кажеме дека и самата производна цена е некаде околу 450 до 500 денари, а цената од 600 денари, тоа е минималната цена. Меѓутоа, нас не одржава љубовта према пчелите, према природата и така, затоа е од прилика некаде така се движиме во тие рамки.
Благодариме за Благодариме гостувањето. ви. Благодариме, нека ви бидат медни деновите петок и сабота на и да ги улица поканиме Македонија. сите посетители, значи да не После посетат. 9 предпоставувам, Да. така? Моли- Од колку до колку часот? Тоа ќе биде од бидете 8 до 19 часот, до Добро, 19 часот, добро. во четврток и 5. Во петок Во петок и сабота, Петок и во да не ги сабота, збуниме, да, во Да не ги петок и збуниме, сабота. пошто четвртокот требаше да биде, меѓутоа ради временските услови биде не петок и дозволуваат. сабота. Петок и Благодарам. сабота. Благодариме Благодариме. за гостувањето.